На почетокот на октомври Европската унија најави дека подготвува предлог со кој ќе го заштити домашното производство на челик. In just a decade, the EU steel trade balance has deteriorated dramatically, from 11 million ton surplus to 10 million ton deficit. Главните мерки се преполовување на квотите за увоз на челик без царина од државите со кои ЕУ има договори за слободна трговија и воедно двојно зголемување на царината од 25 на 50% за челикот увезен надвор од квотите. Дополнително, ЕУ ќе бара и доказ за потеклото на произведениот челик. Последната мерка е главно насочена кон челикот со потекло од Кина. Намалените квоти и зголемени даноци пак се насочени пред се кон големите извозници на челик кои влегуваа во квотите на ЕУ, како Јужна Кореја и Турција. Но најавите за нови мерки ја опфаќаат и Македонија. Што презема власта за изземање на земјава од оваа одлука? Се работи за прашање за кој што сметаме дека во некој разумен рок ќе добиеме и соодветен одговор и соодветна квота за нашата држава, за да истите правила не важат за нас. Ке преживее ли домашната челична индустрија ако Брисел го одбие барањето за олеснителни квоти или изземање од одлуката? На секое парче метал има посебна назнака колку треба да биде обработено и во која форма и дебелина треба да излезе од фабрика. Тоа е дел од производствениот процес во погонот наречен валавница. Во специјална печка на околу 1000 степени, така наречените слабови се загреваат, а потоа преку посебен процес на ладење, челикот се обликува според потребите на компаниите нарачатели. Овие машини се сместени во комплексот на фабриката Макстил во Скопје. Од се што се произведува тука, само околу 4% е нарачка за домашните компании. Се друго е за извоз, во најголем дел за потребите на фирми во земјите од Европската унија. Генералната директорка на Макстил, Марија Дуковска-Павловска, вели дека најавените мерки од ЕУ ќе имаат големо влијание врз производството и нивната компанија. Значи, отприлика 70% од нашето производство се извезува во Европска унија, најмногу значи во Германија, Италија, Романија, Бугарија. Тоа значи 220.000 тони годишно се извезуваат во Европската унија. Доколку се воведат така како што првично се најавија квотите, во тој случај тоа ќе значи драстично намалување на нашето производство и во прашање ќе биде и опстанокот, понатамошниот опстанок. Новиот предлог на Брисел предвидува една генерална квота за сите така наречени трети земји. Тоа значи дека производителите во земјава ќе треба да се тркаат за исто парче од колачот со далеку поголеми производители од Турција и Јужна Кореја. Дополнителна отежнителна околност е што споменатите големи извозници во ЕУ произведуваат така наречени комерцијални стандардни производи, со кои за само неколку дена можат да ја пополнат квотата. Макстил, например, е повеќе фокусиран кон специфични производи за кои е потребно повеќе време од моментот на нарачка до испорака. Еден сме од најголемите производители на топловални лимови за бродоградба. Значи, најголеми наши купувачи се големите бродоградилишта во Европа. Што би одговарало за нас? Значи, да се врши изземање би било најдобро, нели? Меѓутоа и сегашните квоти би функционирале, би можеле да функционираме во рамките на сегашните квоти. Доколку се намалат, ќе ги завземат квотите, ќе ги искористат големите производители кои што се надвор од Европа всушност и ќе остане многу малку за нас. Затоа или останувањето на сегашните квоти или изземање на комплетно на државата, можеби и државите кои што се географски во Европа. Земјите од Западен Балкан, да речеме. Да речеме земјите од Западен, да, апсолутно, да. Досегашниот систем на квоти во себе содржаше и ограничувања. Например, дека една земја не може да испорача повеќе од 20% од утврдената квота за одреден тип на челичен производ. Тоа им даваше шанса на производителите од земјава.
За колку важна гранка станува збор покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Во 2019 година земјава извезувала железо и челик во вредност од околу 500 милиони евра. Таа бројка пораснала до околу 670 милиони во 2021 и 2022 година, за лани да падне на 385 милиони евра. Но и ланскиот рекордно низок пласман во последниве години представува 5% од вкупната вредност на извозот од земјава. Во количини пак, во 2019 година земјава извезла 650.000 тони железо и челик. Таа бројка растела до 700.000 тони во 2021 година, за од тогаш да падне до ланските 520.000 тони. Доколку ЕУ остане на сегашниот план за нови правила, драматично ќе паднат и овие бројки. Тоа ќе влијае директно на извозот и на бруто домашниот производ, а индиректно и врз други гранки, па и генерално врз целата економија на државата. Се обративме за став во Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Дали и што се презема за евентуално Македонија да биде изземена од одлуката на ЕУ или да добие повластен третман. Министерот Тимчо Муцунски во изјава за 360 степени, поминато неделните средби во Брисел, вели дека прашањето е високо на агендата. Факт е дека сме земја со подпишан договор за и ратификуван договор за стабилизација, земја со статус кандидат, земја со целосно усогласена надворешна и безбедносна политика и од таа гледна точка сметаме дека заслужуваме да добиеме некој исклучок од овие правила, а доколку остане во сила ваквата одлука, несомнено е дека ќе има негативно влијание врз домашната економија, но затоа максимално ангажирано работиме за да не дојде до тоа. На прашањето какви се изгледите ЕУ да направи отстапки за земјава, Муцунски вели рано е да се каже. Но според него, владата прави силен притисок во Брисел и прашањето е издигнато на највисоко политичко и административно ниво. Значи, темата ја имаме актуализирано до овој момент јас со еврокомесарката Кос, председателот на владата во неговиот разговор со председателката на Европската комисија фон дер Лајен, на мојата средба со високата представничка за надворешни работи и безбедносна политика на Европската унија Каја Калас, повторно дискутиравме за ова прашање. Се работи за прашање за кој што сметаме дека во некој разумен рок ќе добиеме и соодветен одговор и соодветна квота за нашата држава, за да истите правила не важат за нас, односно да важат правилата кои што важеле за сега. Тоа е значајно прво од принципиелна гледна точка. Сме земја кандидат, но и земја со целосно усогласена надворешна и безбедносна политика со таа на Европската унија и го сметаме за несоодветно да бидеме ставено во група на земји кои што се далеку од тој стратешки пристап кон Европската унија, но пред се, исто така, бидејќи ваквите нови правила во суштина го нарушуваат и договорот за стабилизација и асоциација помеѓу нашата држава и помеѓу Европската унија, па некои дури велат дека одат и надвор од рамките на практиките на Светската трговска организација. 360 степени се обрати и до делегацијата на Европската унија во Скопје. Првото прашање беше дали мерките ќе важат подеднакво за сите држави што не се членки на ЕУ, вклучително и за земјите кандидатки. Оттаму ни одговорија: мерките на Европската унија во рамките на заштитните мерки за челик се однесуваат на нашите партнери извозници на челик со договор за слободна трговија, со исклучок на тие од Европската економска област. Заради појаснување, Македонија има договор за слободна трговија, но не е дел од Европската економска област. На нашето следно прашање дали земјите од Западен Балкан ќе имаат ист третман, како на пример Јужна Кореја, од делегацијата дополнуваат: Комисијата ќе разговара за последиците од нејзиниот предлог со трговските партнери. Предлогот предвидува дека договорите за слободна трговија ќе бидат фактор кој ќе биде земен предвид кога ќе се доделуваат квоти. Сепак, предлогот не предвидува дискриминација меѓу партнерите со договори за слободна трговија. На нашето последно прашање дали ЕУ остава простор за можни олеснувања кон земјите со географска блискост или водат пристапни преговори, ни одговорија: Комисијата ќе предпочита колективно решавање за глобалниот прекумерен капацитет. Унијата и државите истомисленички треба заедно да работат кон оградување на нивните економии од глобалниот прекумерен капацитет, а воедно обезбедување безбедни синџири за снабдување и зголемување на пристапот до пазарите меѓу нив. Новите правила на ЕУ за увоз на челик треба да стапат на сила на средината на 2026 година.
До тогаш, барем во теорија, има шанси нешто да се смени во првичниот план на Брисел за заштита на тамошното производство на челик.